Почитувани гледачи, добро вечер. Ново издание на емисијата Виса спорта. Во ова издание односно во наредните минути ќе зборуваме за одбојката или конкретно за амбициите или пак ќе направиме една анализа за есенската полуетапа со одбојкарскиот клуб Струмица жени. Во студиото на ТВ каналот Вис или во емисијата Вис спорт Атана Смилев и Елена Пандева во наредните минути за и околу амбициите на клубот, за и околу спортот, одбојката, она што е актуелно, што се случува. Пред се добре дојдовте и среќни празници. Добро најдовме, среќни празници на вас. Се надевам дека 2022 ќе биде многу подобра, поуспешна. Елена, од 2021? Дај Боже. Првично да се заблагодарам на поканата. Добро вечер на сите. Се надевам дека ќе се врати и публиката, ќе заборавиме на тешката 2021 и да не чува здравје. Така е. Пандемијата секогаш беше во фокусот на вниманието во 2021. Се надеваме сите дека конечно некаде ќе заврши ова, ајде да кажем во наводници, лудило и да се вратиме сите на спортските терени. Милев, Струмица жени по есенската полуетапа во топ четворката. Има ли место за задоволство кај првиот човек или шефот на стручниот штаб на Струмица жени, со оглед дека веќе кристална јасна е сликата кои се оние екипи кои што ќе се разигруваат за титулата? Па нашите амбиции на почетокот беа да влеземе во првите 4, кои што ќе разигруваат во плейофот, ќе разигруваат за титулата. Така да сум задоволен од постигнатото. Ние завршивме како трети во првенството. Така да сега се надеваме на уште подобар резултат во разигрувањето и во плейофот. Така, има уште колку кола или завршена е оној втор дел? Имаме уште едно коло да го доиграме, последното коло од првиот дел со екипата на Наковски волеј. Во улога на нашиот домакини. градски ривал, да, во улога на домакини. Така да тоа ќе биде завршеток на првиот дел и потоа стартуваме со вториот дел од првенството. Четирите најдобри екипи, ако не се лажам, повторно екипи, дома гости. Да, дома гости и потоа разигруваме за титула. Прво Првиот со четвртиот, вториот со третиот. Ги пренесувате бодовите? Да. Бодовите се пренесуваат. Така до на плейоф пресметка. Да. Елена, вие сте капитен на Струмица жени. И оваа сезона некако настапивте со сопствениот кадар. Вие сте една од поискусните. Лично задоволно ли си ти или можеше многу повеќе Струмица жени? Личен впечаток е дека игравте променливо. Во одредени моменти, во одредени надпревари блескавте, во одредени надпревари некако потврливте. Не целосно, но сепак очекувањата беа многу поголеми, например, место победа од 3-1, 3-2 и така натаму, или пак пораз 3-2. Па, со обзир на тоа дека 3 години постоиме како клуб и дека сте континуирано. Да, истиот состав е веќе 3 години заедно, но се работи за доста млада екипа, доста неискусна екипа и сметам дека падовите се нормална работа. Тоа за среќа, тоа целата ја постигнавме и со тие падови, но секој пат може и повеќе. Да, вие сте капитен, лично морам да признам дека ве следам со оглед дека Струмица жени, ако не се лажам, е првиот клуб кој што воведе стриминг на надпреварите од домашниот шампионат. Ве следам, вие сте една од поискусните. Точно е факт дека има млад состав, но сепак таа една екипа која што веќе еден подолг период обстојува заедно. Што е она клучно? Дали имате преголем респект кон противникот или пак премногу грешите во желбата за успех? Желбата за успех е огромна, бидејќи се работи баш за млади спортисти. Но тој притисок на фаворит и минатата година успехот што го направивме како трети и желбата за повторно за тој успех
и притисокот Ги тера на грешки. Да, ги тера на грешки. Прави се. И затоа се случува. Милев, успевате ли да ја надминете таа психолошка бариера? Факт е, еве, истото и тоа ќе го кажам и кон вас, иако сте стратега. Во одредени моменти некако потврлува Струмица жени, иако почнува блесковито, но дури не можеме да препознаеме играта на Струмица жени од сет во сет. Да. Работиме на тоа, работиме на тоа, се бориме на тоа. Точно е дека имаме проблем со тоа, затоа што, како што рече, ќе почне надпреварот, влегуваме фуриозно, а потоа во одреден момент, паѓаме и потоа ни треба, пак да се кренеме. Тука мораме да поставиме некој континуитет кој што ќе го држиме, рамномерно, да немаме такви осцилации, падови и успони, што викаме, кревање и падови. Така. Меѓутоа, на некои утакмици од првиот дел покажавме дека можеме да се кренеме и кога е тешко, покажавме дека можеме да одиграме како што треба. Тоа е пример на жешкиот терен на Јанта Волеј, таму во гости, каде што го дојавме надпреварот. Беше, дома го загубивме со 3-2, за мене добиен надпревар, кај што влеговме фуриозно, а потоа го загубивме надпреварот. Меѓутоа пак покажавме карактер и одигравме таму на гости и го добивме надпреварот, да кажем уште потежок. Така да работиме на тоа да го подобриме, тоа. Има и една, со оглед дека и националниот сервис врши преноси од гостинските настапи, добивам впечаток дека некако посигурни сте на тук терен. Или има поголема мотивација за успех отколку дома. Некако дома под притисок како да играат девојките. Да, можеби притисокот си го прави своето. Сега, знаеш, секој сака на домашен терен секојаш да победи. Така да можеби влегуваме во некој грч и затоа и таа ситуација се јава. Додека на гостински терен пак нели влегуваме на секоја надпревар да победиме, меѓутоа можеби девојките се малку поопуштени и порелаксирани и затоа послободно играат. Да. Можеби тоа е причината. Функционирате како семејство, се сеќавам на една пресконференција летос како ви имавте соработка, односно потпишавте договор соработка со клубот машкиот клуб Струмица, рековте дека функционирате како семејство. Дали и понатаму тоа е главниот епитет кој што ги краси девојките од Струмица жени? Колку сте континуирано заедно, имали хармонија меѓу вас, знаете ли да се бодрите, не само на официјални надпревари, туку и на тренизите, едноставно да се посоветувате, да дадете совети или пак да си укажете на одредени грешки? Да, уште на почетокот на основањето на клубот, замислата беше хемија. Хемијата да биде таа клучната што ќе ни носи успеси, победи и што ќе не сплоти како екипа. Јас со моето искуство знам дека хемијата и атмосферата во екипата носи најголеми успеси. Ние секое слободно време го користиме да го минеме заедно, тренинзите, поддршката, тоа е цело време во моја уста и фала Богу девојките веќе тоа го практикуваат и мислам дека атмосферата ќе биде уште подобра во 2022. Рече дека си задоволен, целта е постигната во овој прв дел од шампионатот. Што те боли најмногу од овој дел? Што помина? Ги имавте на дофот одредени победи, но сепак... Лично најмногу боли поразот од екипата на Јанта Волеј. Затоа што по мене тоа беше надпревар кој што добие надпревар за нас, кој што требаше да го добиеме, меѓутоа го загубивме. Одигравме под нашето ниво тоа што го може. Не надиграат тие, него ние самите се победивме. Така. Тоа ми е најкривосно за тој надпревар. Тоа е веќе мина, тоа се надеваме дека им се реванширавте во секој случај во Скопје. Ги почнавте подготовките? Да. Подготовките ние немаме ни прекинато, меѓутоа нели празниците малце, да. И сега официјално од понеделник, од 10 јануари, поточно ги започнавме подготовките. Работиме со полна парија, наутро, навечер. Работиме на физичка подготовка исто во теретана. Така да се одвива во најдобар. Ќе бидете сконцентрирани овде само во Струмица или се планира некој? Немаме планови да одиме некаде надвор, подготовките ќе ги обавиме тук, овде. Ги имаме сите услови кои што се ни се потребни, така да мислам дека ќе се подготвиме добро за. Дали дека се договорени одредени пријателски мечови? Ова го поставам, Милев, од причина што
или градскиот ваш конкурент, односно ривал, па и работнички, или ајде да кажам топ четворката, некако добивам чувство дека нема да се откажат по никоја цена за висок пласман во годинашната сезона, односно до крајот на сезоната. Па дали ќе се темпира формата и преку контролни мечеви, пријателски мечеви? Вие започнувате некаде при крајот на февруари, ако не се лажам. 12 февруари, мислам. Значи, Прво имаме сепак куп, порано. порано, 9, па после на 12 е, значи, ова за останото коло со Наковски волеј. Поладно, И после, поладно. Па во контакт сме со неколку екипи. Имаме екипа контакт сега моментално со Косово, со Албанија, така да одиграме некои пријателски надпревари. А исто и некоја екипа овде од македонското првенство. Така да мора да одиграме некој пријателски надпревар пред почетокот на првенство и како што рече, ќе биде интересно пошто сите екипи сега Да, некако Имаат- се спремаат се таинствено. спремаат за- да. Не договарате нешто со градскиот ривал да ги откриете? Се уште сега не. за сега нема. Да. Да. Елена, Си ги кријат адутите сите. па добро и како што Да. си ги криете и вие. Да, да. Елена, колку контролните средби може да дадат една дополнителен импакт, односно да се крене таа форма и да се соочат тие грешки? Сепак вие сте актерите на теренот. Точно е дека Милев и Божјанова Димитриевска ќе секако низ играта ќе видат, но сепак вие сте тие. Колку ви се потребни вам тие пријателски мечеви? Пријателските мечеви ни се клучни за пред почетокот на втората полусезона. Сметам дека тие ни укажуваат на нашите грешки. Можеме да ги видиме нашите грешки. Можеби не можеме да го Отстраните или коригирате или пак за да се коригираат одредени недостатоци? да се коригираат грешките, можеби преку тие контролни надпревари не можеме да го дознаеме каков е противникот, но затоа ќе работиме на нашите Можеме грешки. да се гледаме нашите игра, Сопствената собствената игра. игра, да. Милев, имам сознание дека 3 девојки се спрема, односно ОК Струмица жени планира да донесе 3 девојки. Вистина ли се овие информации? Тоа станува збор за интернационалки. Па имаме, значи, преговори со неколку играчи кои што треба да дојдат во нашата екипа да не засидат, значи интернационалци. За сега уште немаме нешто конкретно. Мислам дека само еден играч не е сигурен кој што сега ќе пристигне. Со другите два се уште преговараме. Така да ќе има некое засилување. А тој сигурниот нема да откриеме кој е или се уште ќе чекаме да дојде овде Па подпис кој ќе дојде, значи да оставиме да пристигне прво, па после ќе го најавиме, пошто Значи јас да не ги спомнувам. Добро, ова значи дека ќе сериозно се подготвувате. Да. Значи ќе влеземе, имаме амбиции, значи јас нема да кријам, значи нашите амбиции се да атакуваме шампионската титула и на куп титулата. Затоа и ги земаме овие засилувања, мислам дека со нашите домашни играчи и со потпора од овие странски играчи, мислам дека можеме да ќе пробаме да успееме значи во нашата цел. На кои позиции? Па за сега значи размислуваме за позицијата техничар, центар и примач. Значи на оние клучни. Да, Ма иако клучните пак ќе кажам, позиции. во одбојката сите позиции се клучни, се чувствува недостиг, еве, вие сте таму во тој нели оние 6 девојки кои што излегуваат, се чувствува таков недостиг од тие овие 3 позиции? Елена? Не се И вие чувства уопште. Или можете да не се носите? чувства. Можеме ние да се носиме, но Титула е во Чим сте прашање. стаселе Да. до овде, значи ние можеме да се носиме, меѓутоа да, како што рече, значи имаме квалитетни противници. Екипата на работнички за мене е моментално најквалитетен, затоа што ги собра сите најдобри македонски играчи. Значи имаат се доста искусна екипа. Сигурен сум дека и тие ќе донесат некое засилување, така да мораме и ние да се засилиме за да можеме да парираме. Така. Екипата на Јанта исто е. Доста солидна. Наковски волеј, градскиот ривал исто има добра екипа оваа сезона. Така да ќе биде интересно. И тој се спрема со засилување како што Да, се спремат да. и Јанда. Добро, релативно нов клуб, сметате ли дека созреа времето за таа двојна титула или пак враќање на она што 91-92, ако не се лажам, беше македонски шампион? Траншпет како беше, не се сеќам сега за, но Да, знам дека Македонија, ама да. дека Демик, бевме Демик. во женска конкуренција Струмица шампионки. Па види, ние уште кога го формиравме клубот, си поставивме една цел дека треба да бидеме шампиони еден ден. Така да мислам дека
ќе пробаме, значи ќе пробаме да оваа сезона да атакуваме шампионската титула, па здравје Боже ќе видиме. Во куп титулата сите како ќе биде, имаш сознание кои се пријавени или тоа доправа ќе се утврди? Мислам дека се уште не се одредени ждрепките, па ќе се види значи кои екипи ќе бидат. Да. Милев, 3 години сте, еве високи ви се амбициите, но да, во моментов сте со сениорскиот состав, но како стоите со членството? Имате ли младински екипи? Иако можеби не сум сигурен колку дали ти си директно вклучен со работата со нив, како стоите на тоа поле? Па оваа година да ти кажем имаме доста нови девојчиња кои што дојдоа во нашата школа, така да школата брои преку 100 девојчиња кои што работат. Така да јас исто сум вклучен значи во тој процес, ги надгледувам секогаш, значи кога имам слободно време. Во соработка со машкиот клуб, значи со Струмица, имаме доста добра соработка, така да сега и тренерите што се од кај нив и нашите, значи заедно гледаме значи да го подигнеме малку нивото на младите категории, да се работи со нив повеќе за да може значи да излезат што повеќе значи млади играчи. Да, а имате пријавено екипи во на младинска, кадетска, Има. Како стоите на тоа поле? Мислам дека се одигра по еден турнир два во есенскиот полуетап или грешка? Мислам дека се. Па да. Имаше Се одигра, мислам дека Елена повеќе ги знае таму кои што беа. Да, во секој случај. Групите, да. Важно, значи стоиме добро, јас сум задоволен, значи и се работи на тоа за да може значи младите категории настојуваме значи да не е исто приоритет младите категории да можеме да го подигнеме нивото да може да излегуваат повеќе млади перспективни играчи. Елена, дали еве ти имаш интернационално искуство, им го кажаш твоето искуство, знаење на овие девојчиња кои што доправа чекаат да ја отворат вратата на првиот тим. Дали некогаш ги советуваш, па и не само во сениорскиот состав, зборот ми е за младинските категории? Да. Јас сум секогаш присутна на тренинзите во млади категории, да им помогнам, да им укажам, да одржам некој тренинг, се разбира кога сум слободна. Тоа е и нашата цел, да излезат квалитетни играчи, да се развијат децата како што треба. Така е, пред се да спортуваат, да имаат одговорност, бидејќи спортувањето е градење на одредена личност во карактер. И оние кои што сепак имаат таленти, кои што имаат амбиции, се упорни, може да успеат и да... Па имаме доста квантитет во женската одбојка, меѓутоа мораме да поработиме малку и на квалитетот. Мора да направиме некоја подобра селекција, за да можеме да извадиме подобар квалитет. Тоа што вика, значи мора да имаш прво материјал за да може нешто да се направи. Да. А отворени ли се уште, на пример, еве гледате оваа емисија, некои од родителите или девојчињата сака да се зачленат или пак да дојдат да тренираат со овие девојчиња? Има. Секој ден значи доаѓаат нови девојчиња кои што се зачленуваат во клубот. Значи може и сега на пример да утре заутре да дојде некој да се заинтересира да почне да се приклучи со тренинзите, едноставно. Да. Така, значи отворени сте понатаму. Рековте на 9 февруари ја кревате таа есенска полуетапа со куп надпреварите или на 12 за останатиот надпревар со Наковски. Иако што се уште е рано, далеко е 12, не е толку далеко, но во секој случај ќе мора на некој начин да се реванширате за она што го претрпивте во Димитар Влахов. Да. Очекувате ли публика со овие ковид мерки? Што може да очекуваме од второто годинашно дерби или сезонско дерби меѓу Струмица жени и Наковски? Мерките ги знаеме какви се. Знаете, спортот се личи со публика. Најдобро е кога ќе има публика, значи која што ќе ги бодбри, значи играчите. Меѓутоа ќе видиме. Сега моментално значи може да влегуваат само ограничен број на луѓе кои што имаат сертификати или така по протоколот како што е. И како што рече, сега мораме ние да им се реваншираме таму во нашата сала, значи на домашен терен. До крајот на идната недела дали ќе дојдат странските засилувања? Па мислам дека едното ќе пристигне до крајот на неделата, а другите се уште не знаем. Идната реков. Идната можеби, да. Толку е таинствено што човек не може да извлече одредена информација. А јас ви благодарам на ова гостување, се надевам дека ќе избегнеме онаа пандемија,
ќе бидеме сите во спортската сала пред се да ги бодриме нашите одбојкарки за да се постигнуваат подобри резултати. Јас ќе имам и уште многу прашања со оглед дека некако можеби на клубски план одиме напред во Македонија, што е факт сепак Милев, некако на репрезентативен ни се случува надолу, ајде да не кажеме, некако замре. Еве, може да го искористиме ова прашање само за крај. Што со репрезентативната женска одбојка? Мислам дека сега се работи на тоа за да можеме да се формира женска репрезентација која што ќе крене од некаде и за да може да се надградува оваа женска репрезентација. Со контакти и со разговор со лицата од одбојкарската федерација, мислам дека сега што ќе биде ова Европското првенство, значи до 19 година, да се стартува од тука и да се почне да се надградува една нова екипа, да се билда, да кажеме. Да се развива женската одбојка, значи на репрезентативен план. Бидејќи сон на секој спортист е да го облече дресот Елената. Да. Нели? Репрезентативниот дрес е привилегија да се носи и сон на секој спортист. Така, тоа е можеби мотивацијата и преку тој репрезентативен тоа е една дрес голема да се мотивација и за играчите, да, кога ќе има репрезентација, значи ќе знаат дека ќе го носат тој дрес, значи и ќе бидат видени од поголема, поширока јавност, па може да се случи и трансфери и така натаму и така натаму. Многу успех во ова 2022, нека се исполнат вашите амбиции. Јас се надевам дека ова година, како и минатата, женската одбојка ќе биде далеку поатрактивна за разлика од машката. Да се надевам. Во националното првенство. Да се надевам. Благодарност, многу успех пред се во вашите амбиции. Се гледаме во некое наредно издание на емисијата Ви спорт или пак да ве посетиме таму на вашиот тренинг. Ви благодарам на вас за поканата. Така, благодарност уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следите во изминативе минути во емисијата Ви спортата на Смилев и Елена Пандева од одбојкарскиот клуб Струми за жени, кои што најавуваат атак на двојната титула, односно освојување на куп и шампионската титула, барем како што кажа, редно време, после 3 години основање и функционирање, да се закитиме со титула. Секој добро, пријатна вечер.